Значи, за нивните ставови мислам дека е најкоректно тие самите да зборуваат. Оние разговори кои што се водеа беа околу одредени одредби. Генерално е прифатлива нивната начална поддршка на обстојување на специјалното јавно обвинителство како орган кој што ќе има ефикасни надлежности и кој што ќе биде посебно обвинителство, што е всушност и дел од сегашниот закон. Во делот на начинот на користење на снимките како доказни средства ќе разговараме, рековме да ги разгледаме варијантите и ќе има разговорите ќе продолжат и понатаму, но сметам дека генералната поддршка на СЈО како посебен орган е она што е најзначајно како резултат од денешните разговори. Значи ги разгледав амандманите на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа се амандмани кои што реално таргетираат три групи на прашања. Едната група е околу статусот на специјалното јавно обвинителство, другата е околу доказите и судските постапки кои што во моментот ги води специјалното јавно обвинителство, и третото се круг на прашања кои што таргетираат различни прашања во рамките на законот. Дел има одредби кои што се префрлаат од етичкиот кодекс на јавните обвинители да бидат нивниот предлог да бидат префрлени во законот за јавно обвинителство. Значи сите пораки кои што ги добиваме од Европската унија, кои што укажуваат дека специјалното јавно обвинителство треба да биде обвинителство посебно во системот на јавното обвинителство, значи не нивно претопување, се практично пораки кои што ги слушаат и представниците на ВМРО-ДПМНЕ. Јас очекувам дека и покрај амандманите кои што денеска ќе ги разгледуваме на попладневната средба, дека ќе ги имаат во вид и укажувањата кои што еве и денеска беа повторени од страна на амбасадорот на Европската унија кај нас со цел да создадеме решение кое што ќе добие позитивна оценка од Брисел, бидејќи не знам по кој пат ни укажано дека донесувањето на законот за јавно обвинителство во кој специјалното јавно обвинителство ќе биде посебно обвинителство со траен мандат, односно постојано тело кое што ќе постои во јавно-обвинителскиот систем, со конкретни надлежности е нешто што ќе биде услов за отварање на преговори со Европската унија. Така што очекувам дека тие ставови на Европската унија, тие укажувања ќе ги имаат во вид и представниците на ВМРО-ДПМНЕ на денешните разговори, со цел да можеме да најдеме решение кое што ќе биде компатибилно со европските препораки. Значи, носење на закон кој што ќе задоволи било чии лични интереси не може да биде прифатено, бидејќи јасно ни е кажано дека законот треба да има одредени квалитетни решенија, одредени стандарди на кои што јасно укажува Европската унија, и тоа е црвена линија под која што не смееме да отстапиме ако сакаме да ги отвориме вратите за преговори.